Почитувани граѓани, почитувани новинари. Христијан Мицкоски продолжува отворено да се противи на Законот за јавно обвинителство, кој има за цел да ги зајакне капацитетите на правната држава. Лажно и лицемерно е тврдењето на Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН дека се за наводно подобрено решение на законот. Лажат и Мицкоски и ВМРО-ДПМН не сакаат воопшто никаков закон за јавно обвинителство. Тоа, почитувани граѓани, го покажа уште во првата работна верзија, тоа го покажуваат и денеска. ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски наводно сакаат нов закон за јавно обвинителство, а прават се за таквиот закон да не биде донесен. Јавната дебата во собранието е најголема потврда за тоа. Поставија услов на неа да се појави државниот јавен обвинител, а само што тој започна со излагањето, пратеници од ВМРО-ДПМН, предводени од Антонио Милошовски, правеа циркузи во собранието. Мицкоски и ВМРО-ДПМН не сакаат правда, бегаат и не сакаат одговорност. Затоа прават се предметите и истрагите на специјалното јавно обвинителство, кои се водат против функционери на опозицијската партија, да бидат уништени. Да нема ништо од предметите кои се водат против функционери на ВМРО-ДПМН. Тоа е првото, последно и единствено барање на Христијан Мицкоски и целото тоа раководство на ВМРО-ДПМН е сместено во Белиот дворец. Сите демократски капацитети во државата и нашите стратешки меѓународни сојузници го поддржуваат законското решение кој обезбедува независност и професионалност на јавните обвинителства. Законот за јавното обвинителство овозможува сите предмети на специјалното јавно обвинителство, но и сите останати случаи да имаат професионална и објективна завршница. Затоа што само така ќе ја вратиме довербата на граѓаните во правосудниот систем, кој што всушност треба да биде независен. Никогаш нема да прифатиме пазар за избегнување на предметите на СЈО или за кој било друг случај, а со тоа и бегање од кривична одговорност на сегашни и поранешни функционери на ВМРО-ДПМН. Секое договарање и амнестирање на одговорноста на функционерите на ВМРО-ДПМН и штети на државата, затоа што се загрозува европската перспектива и јавната доверба во правниот систем. СДСМ е за правда и одговорност. ВМРО-ДПМН е за амнестија на криминалците, за обнова на режимот и изолацијата. Тоа е разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. И да, таа од ден на ден станува се поголема во корист на правдата и иднината на државата и граѓаните. Таа разлика ќе се потврди и на 12 април, кога граѓаните преку поддршка на политиките на СДСМ ќе поддржат правда, сигурност и европска иднина, наместо режим, неказнивост и изолација што ги нуди единствено ВМРО-ДПМН. Ви благодарам.